Уставните суди задутре ќе разгледуваат иницијативата со која се бара укинување на блок тарифите за струјата. Подносителот вели, со поделбата на блокови и разлика во цената кон потрошувачката, се прави разлика од 400% во цената на киловат час електрична енергија меѓу прв и четврт блок, и регулаторната комисија ги става потрошувачите во нерамноправна положба, односно некои се повластени, а други дискриминирани. Според професорот и експерт по енергетика Константин Димитров, поголема општествена одговорност е ако се задржат тарифите по принципот, кој повеќе троши, повеќе и да плаќа. Меѓу корисниците има разлика и за да се обезбеди енергија за некој што користи, да кажеме, 200 киловат сати, треба да имаме едно производство, да кажеме помала централа, затоа што користи 1200 киловат сати годишно, треба да му се обезбеди безбедност, снабдување во било кој момент, 1200 киловат сати да има месечно. Не разбирате, не се рамноправни од аспект на потребата да му се обезбеди сигурност за да се задоволат неговите потреби. Мора да има и поголемо производство, и поголеми преносни кабли и трансформатори, се. Димитров смета дека ако се укинат блоковите, тогаш неминовно ќе биде поскапување на струјата, а најпогодени ќе бидат оние што трошат помалку. Доколку се прифати, ќе мора да има ребалансирање, тоест истата количина на енергија што се троши треба да се плати и ќе се подели на сите според киловат сат потрошени, што значи дека оваа големата група што малку поевтино, помали трошоци има поевтина електрична енергија, ќе им се зголемат трошоците, а на една мала група корисници кои што имаат голема потрошувачка за домаќинства, бидејќи ово се однесува за домаќинства, значи тоа се навистина ќе се намали потрошувачката, тоест трошокот они нема да намалат, дури можат и да зголемат, бидејќи ќе им падне цената. Првиот човек на регулатор на Бислимовски претходно рече каква и да е одлуката на Уставен ќе ја почитуваат, но потенцираше дека со блок тарифите се намалува потрошувачката кај домаќинствата, со што ЕСМ може да продаде повеќе струја на слободниот пазар по повисока цена, наместо по пониска наевана. Инаку во следните денови треба да се донесе и нова цена за струјата што ќе ја плаќаме од 1 јануари. ЕСМ ќе продава поскапа струја на евана за околу 5%, а ставката за пренос и дистрибуција се намалува за околу 1%. Сега универзалниот снабдувач ќе треба да ја направи математиката за крајната цена, а потоа да добие зелено светло од регулаторна. Новата цена ќе важи во текот на целата 2026. Мартин Арсов, Сител телевизија.